чекаш, машината врти за тебе, обврзан си 3 пати неделно по 4 сати. Тоа е најголемиот предизвик. Вак, 33 годишната Бранкица Размоска од Вевчани, која од својата 8 годишна возраст има хронична бубрежна болест и сега чека ред на листата за да добие бубрек од починат донор, говори за моментите на надеж. Вели, тешко е да чекаш некое семејство додека се збогува од својот ближен да реши да даде согласност за дарување на неговите органи. Младата Бранкица мора да чека за трансплантација од починат донор, бидејќи веќе одамна има направено едно од жив. Незината мајка и го подарила својот бубрек. Моментално сум на листа на чекање за трансплантација од починат донор, од кадавер, затоа што јас немам во семејството некој што би можел да ми дарува повторно орган. Татко ми е починат, мајка ми веќе еднашка ми даруваше орган. Сакам да апелирам посебно до сите граѓани на нашата држава дека да донираат органи е највисок чин на хуманост. Дополнителна надеж за едно поинакво секојдневие и даваат оние што некогаш биле на дијализа, а денес долгите часови што ги минувале во центрите за дијализа ги замениле со прошетки. 2018 до 25-та. И 25-та се трансплантирава една година до денешниот ден. Како се чувствувате? За сега се добро чувствувам и напредуваме во животот. Нормално си функционираме така. А 8 години бев на дијализа, така да многу беше потешко кога бевме на дијализа, отколку сега што сме слободни. И да тргнеш некаде, и да одиш некаде, а вака бевме врзани за апарат 3 пати неделно, значи немаше никаде да се оде. Секој кој што е во можност да дарува органи, дарува живот на друг човек, значи тоа е пораката некој. Секој што може да дарува, нека дарува орган за да спаси друг живот. Од Сдруженијето на бубрежно болни сметаат дека е неопходно да се подигне свеста за кадаверичните трансплантации, бидејќи за 2 месеца 6 семејства одбиле да бидат донирани органите на нивните блиски после смрт. На одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот од Фондот за здравство најавија дека ќе се зголемат количините на современи лекови во клиниките за бубрежно болните.